Јас ти ги испечатам овие материјали. Значи, од каде да се добиваат идеи за наслови и текстови, за што да се пишува фактички на вашите сајтови. Јас оваа листа ти ви ја испечатам. Сега за коли, значи најпрво ти почнеме со дечките што имаат сајтови за коли, затоа што некако полесно е, поиздвоено е. За нив неколку сајтови им се потребни и ништо повеќе. Дури не им треба ништо друго од ова тука. Иначе генерално последно што воведовме е ова Бранко интересно. Subscribe to the newsletter. Се бараат топ сајтови на одредена тема и она што е најново најинтересно, веднаш добиваме се претплатуваме на емејл. Да. Со тоа што за коли нема потреба таква пракса. Значи за тие што имаат сајтови за коли, доволно е да се следат неколку сајтови, од кои што еве 3 сајтови се доволни. Netcar Show, World Car Fans и Autoblog. Сега има уште тука уште 2 или 3 кои што се како дополнителни дадени. Чисто за некои поинтересни информации, можеби некој видео дополнително се најде. Значи се што има таму е доволно. Има на пример на World Car Fans. Има дневно по 10 на 15 новости, кои што се доволни да се прераскажат, чисто да се искористат дури и сите истите сликички, па и видеата нормално може да се користат, пошто се сите од YouTube, како до сега. Баш ова реклама е многу интересна. Од Министерство за транспорт на Нов Зеланд, може да ја видовте. Успорено ќе застане, па... Многу интересна реклама. Против брза воžnја. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. You just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Добра реклама. Јака порака. Да. Овакви треба пораки. Овакви пораки треба. Во главен се случува кој да слуша само, така? Кој да ги гледа? Да, кој да ги гледа. Иначе генерално нека статистика што гледав буквално само најголем дел од брза воžnја, тоа е, нема што. Да, тој не направил грешка, тој не прави грешка, прави другиот грешка. Меѓутоа и он исто толку виновен затоа што вози пребрзо. Да, последиците се заеднички. Има едно видео за каиш, за кога се само. Да. Има видео не буде може да чека, стави си баш е видеото што се случува со возачот или со сите што се возат, ако не се врзан. Да, и тоа е најголема грешка, значи многу битна работа. Дури имаше испитување, имаше некој дека ако не си врзан, например, дури на 50 км на час може сериозно да се повредиш. Па и најлошо нешто. Ако си врзан, ништо нема да ти биде на 50 км. Ти која македонска страна беше од корите? Немам македонска, моја. За кори, македонски Hyundai или? Hyundai, да. Hyundai, да. Да видиш како Hyundai привлечуваат муштери. Hyundai се креативни се многу. На Facebook е добро. Важи. Добро, значи убаво е да баш вакви
уште еден сајт кој што е интересен за сите, има видео од најразлични области. Shock Mansion. Ќе ги делиш? Да, ќе ви ги пратам, ќе ги испечатам. Сега баш, Дали ги пратиш на мејл да не ги даваш карти? може и така. Како сакате. Баш Shock Mansion. Се вика сајтчето. Има различни видеа, секој постои видео, али интересно, баш. Се и се што има, што е најинтересно на интернет, го има тука, обавезно. Добро е адресата горе, имаме Shock Mansion. За сите, баш да, добро. Значи, генерално, World Car Fans за тие што се заколи, затоа што секојаш има секоја група некои заколи за тоа. Autoblog исто многу интересен. New Netcar Show има генерално за секој нов модел што ти излезе како поопширна ревија, поопширна ревија, со оценки, со опис. Top Speed, Auto News, Auto Week, овие се дополнителни извори со некои амерички вести. Значи, добро е да од време на време барем 30% од вестите се амерички. Се вести поврзани со амерички автопроизводители. Или што она што се вози на америчкото тло, може би така. Затоа што има доста јапонски и корејски возила што се возат таму. И тоа го видело. Така, добро. Тоа е генерално за коли. Иначе за сите други категории. Ајде да видиме кои беа други категории. Еве за фуд имам одвоено неколку сајтови тука. Односно неколку термини кои што треба да се прегледаат и да се пишуваат текстови на овие области. Еден добар пристап е да се отиде на Алекса и таму се сеќавате имаше топ листа, топ сајтови. Има глобална топ листа, има по земји и по категории. Сега овде ќе ни биде овде ни е многу битна ова распредела по категории. Затоа што нели Алекса беше скала по посетеност на сајтовите. Затоа еве на пример за коли кои се најголеми сајтови, тука може да се најдат и други. Во Recreation, да речеме, во Recreation и еве Autos. Тука 5300 сајтови има. И тоа се подредени по еве гледате Autoblog е најголем. Значи има најмал Alexa рейтинг, нели? Најблиску и до бродот. И е прв. Еве гледате други официјални некои сајтови, официјални на автопроизводители, car review сајтови, че еве може од тука да се соберат дополнителни информации кој сака. Че али доволно си тие што ви ги дадов. За храна, да речеме, еве Саше food recipe, за рецепти за храна. Може да се почне од health категорија. И има на пример nutrition категорија, има fitness категорија. Може од тоа да се почне. Значи да се најдат добри сајтови на кои што би се претплатиле на nutrition. Па може или генерално може да се оди генерално за health, кога ќе се побаре, кои се сите сајтови кои што се health имаат генерално и секција за здрава храна, за јадење, за нутриционизам. Значи WebMD авторитет во областа на здравјето, значи на интернет. Еве, ако го посетиме тој сајт, што ќе најдеме? Имаме прво здравствени проблеми по категории од страна, кои што ако ни треба можеме тука да ги најдеме. Понатака, Living Healthy имаме. Имаме Fitness, имаме Food and Recipes. Еве, баш тоа што на Саша му треба. Food and Recipes. И убаво е
еве има тука баш интересни текстови кои што може да се употребат на нашиот сайт. Еве, има тука за многу ефикасен начин на пребарување на рецепти со поклучен збор или фраза. И има ово што е многу битно. Subscribe to the WebMD newsletters. Ово е богато вакви сајтови. Значи, Daily Bite, ова, може би, или Healthy Eating, да, ова секција. Ваше не може. Може, да. Ги викаш, да речеме за храна, клучни Да. зборови или за корени, не е важно. Да. Да пишуваме на област, на таа област, меѓутоа дали во насловот да го спомнеме клучниот збор? Да, во насловот треба да се спомне клучниот збор, да, секако. Значи, прво, овој, не сакам никакви вештачки насоки да ви давам, значи да не биде тоа наместено да мора така клучниот збор да биде, али клучниот збор или фразата треба да биде кон почетокот на реченицата и да биде природно употребен, не да биде наместен на некој наслов досаден. Сега, за квалитет не треба ништо посебно да барате кој што се пребарува, како се пребарува. Знаете дека сите големи брендови се многу пребарувани на интернет. Доволно ви се само таа листа на сајтови и доволно ви. Не ме интересира што се пребарува, што не се пребарува. Значи ова што е ново, што се разгласува на овие сајтови, тоа е популарно. Сите други преземаат, се чита. Фактички овие што прават овие сајтови? Овие сајтови добиваат официјални извештаи, пресконференции во дигитална форма од сите автопроизводители. Што ти излезе ново? Нови модели, нови мотори, нова опрема, се друго што ти се појави на пазарот, го има тука нагласено. И нови тюнери, нови дизајнери, нови модели се. Некои нови резултати, можеби на стази. Со тоа што се одбрано е таму. Како? Па да се раскаже само. Се може исто да биде, само раскажано. Чи како што беше правилото до сега. Се исто, само може да биде раскажено, може да пропуштиш некој дел, може да биде и полого, ако најдеш и други на два места исто да го најдеш. Али доволно е од едно место го најдеш, го прераскажа. Да не луташ, да не губиш многу време. Не, ти затоа имаме алатки или за проверка на оригиналност на текстот и доволно. Да, не ти треба тебе што е популарно да бараш на Google Keyword Planner на тој што беше алаткано. Доволно ти се овие сајтови, дури многу се, овие првите 3. И првите 2 на почеток. Да. Наоѓаме речено српски или хрватски сајт со добра содржина. Уште подобро. Со Google Translate го преведуваме на англиски и го дотеруваме граматички и стилски. Па би требало да Она поминува на што поминува, окей. Окей. Да. Секако нешто во процесот на преведување ќе сме некои реченици. Да се менува. Да. Може така. Мада мене ми е полесно англиски да раскажувам. Како што напредувате, полесно ќе ви биде од англиски материјал да раскажувате на англиски. Секако. За почеток може би обратно е полесно. Понатака, значи, наоѓаме го врвен сајт како WebMD за здравје. Значи, рековме дека може тука да се пребаруваат рецепти, дури и овој тип, баш овој сајт може да се користи. И за здравје и за храна. А Миле каде ни е? Нема да Миле? Добро. Значи, моја препорака Саша се претплати тука да се зачлени на си остави имейл адреса, ќе си ги штиклира сите овие и submit. И ќе ти доаѓаат дневни вести за здравје, за здрава храна, кои што комотно можеш веднаш да ги раскажеш, да ги дотераш, да ги ставиш во твојот сајт. Еве има овој сајт е многу истрпен. Healthy Eating Guides, high protein, gluten free. Па има прво food and recipes. Се и се што. Па има тука weight loss and diet. Има калкулатори, диети, менија. Еве има и форум од каде што може има форум каде што може да се дискутира, односно да се прочитаат различни CEO discussions, се што луѓе дискутираат за тоа.
За различни, нели, начини на здрав живот, губење килограми. Овде нема што нема, се има. Еве овде само одличен сајт, овој е авторитет на оваа област. Еве рецепти тука, most popular recipes, people are clicking on. Исто е многу добра анализа. Што читаат луѓето? Алкална диета, митови за кофеинот и факти. Fish oil facts. Editor speaks и тоа. Ајде да видиме друг сајт. Во Health имаме тука подкатегорија Aging. Имаме подкатегорија што друго? Home Health. Може би тука има интересни категории. Односно сајтови кои што Home Instead. Добро, овие се може би официјални сајтови. Овие како институти се некои официјални сајтови, нема толку многу да ни помогнат. Да. Еве ни Teen Health, например. Може би и ова еве, може би Food Blog е добра варијанта како да се побара. Food Blog. Исто така да се најдат сајтови каде што ќе најдеме блог. Зошто блог бараме? Threat has been detected. Затоа што тие се луѓе како нас кои што си работат поединечно, не во организација, не некој голем бренд, некоја фирма, и полесни се за комуникација, за пристап, затоа блогови бараме. Да? Колку на блогови можеме да го ангажираме Google AdSense да става реклами, да го користиме и блогот? Како и блогот? Што ствари блогот? Блог е уствари сајт кој што е хронолошки подреден, со содржини хронолошки подредени, така типичен некој распоред на содржините, ништо по различно. Зошто и вие? Да. Значи блог да цели сајтови. Да. Дали блогот може да го користиме исто за реклама? Да, како не. Таму ќе стоят рекламите. Не подастък на Google AdSense. Да. На блогот, не на сайт. Тоа е вие Вие сајтот и блог тоа е исто. Значи тип на сајтот ќе биде можеби не типичен блог, туку малце по-сложена форма, поинтересна некоја. Али генерално пак е тоа блог. Ништо посебно, значи не е идентичко содржавање ни ништо, туку али тоа не го спречува тој сајт ваш да достигне големи размери, значи посетеност, профит и се. Да, популарност. Го покаже на Алекса, тоа сега да го помнам, се појави Јавопик, Да. Тоа е на второ место. А тоа е блог. Еве, блог. И аутоблог. Аутоблог, тоа е блог. Јавопик, тоа е, да кажеме, на втора позиција беше на Алекса, а тоа е На втора од кар сајтови, така беше, да. Еве, 2650 на Алекса. Овој сајт растура. На блогот може реклами да се стават. И Google AdSense и Да, така. Блогот е Па, факт- сајт, само што хронолошки се подредуваат на станите. Да, и малце типичен распоред има, али нема, тоа чисто онака како генерален термин е нешто, не е. Промоцијата му иста како си Да. сајтот. Да. Тоа е блогови фактички се оние пак тој израз е карактеристичен за некои поедноставни сајтови, значи поедноставни каде што луѓето им се дава веднаш можност да пишуваат, да не се замараат со градење на сајтот, со технички аспект. Да, изглед, дотирување, функционалности, да не воопшто да преминат веднаш на пишување. Еве, на пример, аутоблог. През такви работи. И WordPress е блог платформа и овој се може WordPress да изгледа секако, значи нема никаков проблем. Еве, на пример, аутоблог 2000 ти сајт, 2200 ти сајт на светот. Со тоа што овој сајт е кој знае колку 200.000 дневно посетители има и повеќе. Добро.
Одиме понатака. Значи, јас би одбрал Food Blogs, еве, дополнение. За тие што имаат за коли, лесна работа, завршивме работа. Еве, тука има, најдовме некоја листка на блогови кои што се наградени. Threat has been detected. Еве, и тоа има по категории Best Cooking Blog. Еве ги, кој е победник, кои се финалисти. Најдобар за печење, бейкинг. Како е ова, бейк? Бейкинг, точно што беше преводот? Пецива, така нешто, да. И десерти, че е бейкинг десерти. Овој победник, еве ги финалистите тука. Понатака имаме за вино и пиво, најдобри блогови. Најдобри блогови за коктели. Значи, ова може би најдобро сега што ви треба, дури ова листа. Специјални за диети, значи посебни блогови за диети. Најдобра фотографија, најдобри кулинарски travel блогови, travel и food, измешана варијанта. Финалисти на најдобри блогови, научни блогови, поврзани со кулинарство, але научни блогови, победник и финалисти. И значи овие сите сајтови ви се добри, убаво да се прочепка, да се најде нешто интересно, поготово победниците. Ја би се претплатил на овие победниците. Тука, што се. Победниците, доколку имаат не без сол, се вика овој. Еве како изгледа овој. Да. Овој сајт. Да видиме, дури нема за претплатување. Да, има. Еве каде може да се претплатиме на нови вести. Значи ти оставиме имейл адреса и subscribe тука. На било која начин да се кликне, да. Да, еве чисто некои идеи тука може да се добијат на мејл. 40 коментари има. Понатака може да се побара други некои блогови, да видиме food blog search. I'm a food blog. Овој ми изгледа малце како вака некако многу food blogs, што сличен тука сајт. Еве, исто добро дотиран сајт. Каде што може да се претплатиме. Или ако нема начин да се претплатиме, може, а сакаме да го следиме овој сајт, може да се зачлениме например на Facebook, да станеме фан или на Twitter. Со тоа што нема да ни ги даде, нели Facebook нема секојаш да ни ги даде тие известувања. Бокмарки, секој ден ќе се постуваш. Да, тоа е друга опција, да. Еве има тука, еда комент тоа. Нема subscribe. Еве search the blog. Понатака може да се пребара баша на Food Info блог. Сега исто, Threat has been detected. значи ти се претплати на неколку блогови кои што ви изгледаат дека се добри по Алекса, по Добро, овој не е добар сајт.
покрај ова, значи треба да се има за тие што се занимаваат со сајтови за храна, треба да се има предвид ова, да се пишуваат за диети, за значи може да се пребара вака диети, workout, recipes и celebrities познати. Со тоа што celebrity diet ова. Било прво diet па celebrity diet. Како тоа ќе го изведеме да знаеме што да пишуваме. Например, еве, ќе отидеме на Google Keyword Tool. Како одевме тука да се потсетиме? На adwords.google.com и имаме тука на таа зелена лента Tools and Analysis, имаме Google Keyword Planner. И Search for New Keywords и ќе напишеме diet. Ајде да видиме што се пребарува за diet. All locations нека биде. Keyword ideas. Еве ги, кога ќе кликнеме тука на average monthly searches, ги добиваме оние фрази кои што се најпребарувани во моментот. Гледате дека колку многу е пребарувана paleo diet. Paleo diet, how to lose weight fast. Добро, за диети прво ги разгледам. Gluten free diet, Dukan diet. Мола? Paleo diet, да. Не знам што е, немам појма. Некоја протеинска е, така нешто прочитав. Протеинска диета, да. Значи треба ние да напишеме конкретно во овој случај обавезно текст за paleo diet. Каде што значи во насловот ќе вклучува текст кој што во насловот ќе вклучува и во текстот нормално paleo diet фраза. Што нешто се случи? Не знам, Смрзна. не става. Сега има веќе нешто. Мрдна? Да. А да, компјутерчи кои имаме тука. Значи Dukan diet, медитеранска диета, ова HCG diet, не знам што значи ова. Low carb diet. Сите значи тие диети треба да се напише. Плюс многу се пребарувани и овие од celebrity diet. Например, кои се на најпознати овој например, најпознати celebrity, most famous celebrities 2013. И да видиме кои се најпознати во моментов. Continue to site. Ќе најдеме некоја листа на Google. Каде што, еве, например, Oprah Winfrey. Ајде да видиме. Oprah Winfrey. Сигурно има незина диета. Нели едно време ослаби многу, како беше? Не е битно сега толку, не се замара секој со се. Копи. Името. Diet. Ајде да видим колку се пребарува. Да не сгрешим нешто. Изгледа не многу. Не се пребарува. Добро. Beyoncé да видиме. Мислам дека сите познати еве, Beyoncé diet 14.000 се пребарува месечно. 14.000 пати. Што е добро да се стави за да биде сајтот малце поинтересен, пошарен. Понатака ќе пребараме кој Мадона. Мадона, може би не е толку. Ријана. Ријана помоци се пребарува. Адел? Дженефер Лопес diet. Како? Извини? Адел? 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 А која е та? Адел? Ја? Само Адел? Да, Адел. Само слаки Да имаш казал. Јас сум се излезе од шема. Не ја бара. Така. Добро, генерално Адел, без Адел.
Ќе видиме. Значи има доста преварување на овој начин, а сега само секунда. А деле вака се? Таа е не. Да. Затоа сме погрешили. Или Аделе, 260. Не, малце превар. Добро, следно. Значи немам премногу преварување вака. Реципи. Ајде да видиме реципи. Што има? Значи, гледате, chicken recipes, pancake recipes, палачинки колку многу се преварува. Дури чудно. Па рецепти за палачинки. Значи, chicken recipes, ова се наслови на текстот, дел од наслов. Chicken recipes, banana bread recipe, meatloaf recipe, chili recipe, lasagna recipe, chocolate cake recipe, salmon recipe, apple pie recipe, quinoa recipe, cheesecake recipe, French toast recipe, dinner ideas, cupcake, pork chop recipe. Значи овие сите рецепти треба да се употребат во текстови. Значи еве имаме тука еден од 30 од 800, ќе ставиме 100. Значи еден од 100 до 800, значи 100 најнаш да може да погледнеме. Еве колку има тука рецепти, нема крај. Нема крај колку има рецепти. Значи треба да се употребат на вашиот сајт. Workout има исто поврзано со мажи workout. Али генерално со диета и со рецепи се најдобри варијанти за почеток. И она што е најинтересно. Моментално. Да. Генерално е тоа доволно, значи да се потребат да се рецептите и диетите генерално за да се го утврдивме дека тоа е најдобро да се побара и да се претплатиме на повеќе фуд блогови за рецепти и за здрава храна. Исто ова што е WebMD сајтот, WebMD да се претплатиме на фуд секција. Понатака што имаме друго? Имаме хелп некој друго. Во генерално, MyFitness некои варијанти можеби, вежби. MyFitnessPal. Еве, блог тука имаме со поединечни различни вежби. Еве, имаме добри текстови кои што може да ги искористиме за како идеја за имате нека добра Facebook страна. Гледате 780.000 фанови, 15.000 токен ваат. Еве, mercola.com сајт че баш се интересни написи и текстови, каде што можеме да се претплатиме. Еве, enter your mail address, subscribe now. Значи доволно ресурси имаме сега за здравје тука. Има help articles.
аспартам, баш овој што го има во орбит. Баш ова штетна, дури канцерогена состојка. Вештачки засладувачи. Орбит. Во орбит, да. Неверојатна патка. Баш овој Баш како токсична состојка фактички. што е така да назовеме. Не добро, али Нема ништо да знаеш како баш ова мора малци да се размислува затоа што ни сервираат и ние се што ти ни дадат и јадеме. А што да правиме? Што да правиме? Па не мора да биде орбит, може да биде нешто друго. Джунга или нешто друго, не е битно. Не ми се верува дека е толку токсично. Како дека е? Дека толку. Памтиш ли да сега чуеш под на парката со млекото пред пола година? Со дукат? Со тука со сите со сите млека што не се од Европска унија, големата пазарот во Европска унија. И после се заплашка преку ноќ. Не преку ноќ, не споделува со нас. Тоа дефинитивно е проведен емоцијата. Еве, секаде пишува. Секаде има такви комбинации. Овие новите зелици што се шкедливите, И тие се штетни. знаеш зашто се штетни? Наебана се штетни. Штетни се затоа што се одржале жива и во случај да се скршат, живата е спадала во воздухот. Да. И што ќе се случи, мене дома да ми се скрши ја, ништо не ми се случи. Значи, опасно е од многу голема количина Да. да се уништи на мало место. Порано истата таа жива се користела за пудри, за шминки. И сега имат последици, меѓутоа во пломби, јазен, Да. преку 10 пломби има амалгамски. Топлометар. Да. И сега има да ще овие дел стоматолозите ще викат свеше амалгам мораш да смениш. За пари. По 500 денари, 5000 денари кога ги даеш и нема кој ќе да имаш канцерогени пломби во устата. Добро, али знаеш што сега ова, окей. Ако умре ги умре пломби. А овие други да паѓаат за 2-3 години. Немаат елатизм. Како да е, овој Ако истрат 15 Нема нема да одиш на нешто стоматолог. може да имате, одма се креват прашање. прашање. И тоа е интересно да се гледа. Добро, окей, како да е, али генерално ова баш интересно. Значи не се да стафи. Не, нема врска ако, сигурно. Што личиш како е доста? Да, многу ги почна да ги враќам, а? Добро, одиме се други, mercola.com исто health секција и фитнес, има тука интересни работи. Баш за Спартам.